We back. Ајде, доаѓи. Здраво, ние сме Пандамониум Радио, јас сум Трајче a.k.a. Activity. Јас сум Дарко Айрис Скреч. Ние сме ова во нов формат, пробуваме нови работи, се надевам дека ќе ви се допадне. Идеме со првото видео од нашиот нов мини серијал. Уживајте. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум Радио екипо, се надевам дека сте добро. Ова не е Пандамониум Радио шоу, овде сме малце во поинакво издание, идеме малце со нов формат, немаше долго време, направивме заслужена пауза од 3 месеци. Слушавме музика, бевме присутни онака тоа го правевме тоа што требаше да го правиме и сега се собравме за да кажеме што имаме. Мислам дека имаме доста за зборење. Сакаме да позборуваме и за нас, и за музиката која што не успеавме да ја покриеме, да кажеме што правевме се во ова време и да видиме до кај сме и што ќе правиме. Значи помина долго време од кога бевме активни. Си земавме одмор, заслужен одмор, поминавме одлична прва сезона. Но летово, посебно втората половина на летото, донесе многу интересни ствари на светската, но и на локалната сцена. Па решивме да експериментираме, да пробаме да направиме нешто различно, да го смениме малку сеттингот тука, да снимеме некои видеа што ќе идат само на YouTube и да се спремаме полека за втората сезона на Пандамониум Радио шоу. Апсолутно. Мислам дека работиме на тоа. Сакаме да видиме што и како ќе биде. Ова не е прв пат вакво нешто што правиме, така да не судете. Се надеваме дека ќе ви се допадне и Дарко, кажи ми што правеше, како беше цело лето, што се случуваше со тебе? Знам дека отвориме пак со журки. Што беше за тебе хајлајт на летото? Кажи ми и од аспект на музика и од аспект на публика, каква е енергијата, што се слуша низ Македонија? Кажи ми повеќе за се што правиш ова лето. Гледај, као прво многу сум среќен што летово конечно се вративме во нормала со журки, не во целосна нормала, но се вративме назад после долго време пауза, цела зима бевме на пауза, се гледавме ние тука секој понеделник, зборевме многу за тоа. Летово беше топ, искрено за мене беше многу боле од што очекував дека ќе биде. Откако се пуштија нокните клубови, се пуштија журките, фестивалите, втората половина на јуни, цел јули и првата половина на август, истеравме топ. Имавме многу добри настани, резиденција во Хавана, летна Хавана во Скопје, кој беше во вторник знае, беше лит секој вторник и уште некој вторник. Направивме 4 шейк журки кои помина одлично, биг ап до цела екипа на Шршац, која беше организатор на тоа, биг ап до сите гости, биг ап до цела публика која се појави таму. Охрид, Кочани, ти беше во Кочани, знаеш како беше лит. Феноменална журка. Направивме журка во Гостивор во градскиот парк, биг ап до Jungle Vibes и големото финале беше при крајот на август, односно 30 август во Скопје, во дворот на МКЦ, парк МКЦ. Одлично финале на целата таа мини турнеја. Јас сум искрено многу задоволен од тоа како поминавме летото. Можеше да се истера уште малце, за жал новите мерки дојдоа малце порано што требаше, али на позитивната страна се уште има по некоја забава, се уште е окей. Ќе видиме дали луѓето ќе се вакцинираат, ќе видиме како ќе биде зимава, се надеваме дека ќе биде окей, но летово истера супер. Така да биг ап до сите луѓе кои дојдоа на една од моите или нашите журки, биг ап до сите диџеи кои пуштаа музика летово. Се надам дека оваа зима нема да застане како претходната. Од друга страна, не сум баш многу задоволен каква музика се пушташе и каква музика слушаа луѓето. Пред да завршиме со првата сезона на Пандамониум Радио шоу, баш зборевме што ќе биде сега следно, што ќе се пушта, како ќе се пушта. Ние со емисиите бевме многу утек и цело време промовиравме нова музика и ја искрено кога дојдов да пуштам првите викенди, бев репетиран со целосно нов сет, целосно нови креатови, специјално спремни за ова лето со нова музика 2019, 2020, 2021. Но за жал, но разбирливо, не беше тоа толку лесно прифатено. Изгледаше од диџејска страна, изгледаше како времето да застанало во јануари 2020. И разбирам зошто. Не сум диџеј и разбирам зошто е тоа така. И затоа сакав да те прашам, пошто во последните епизоди баш и тоа го имаме зборено и низ цела сезона претходна, дека што означува хит сега во 2021? Бидејќи хит преку кој медиум? Например, ти ко диџеј на крајот на денот, значи кога ќе почнеш да пушташ музика на било каков настап, знаеш што функционира, знаеш што не функционира. И многу ми е интересно како можеш ти, на тебе што ти е тоа репер, за дали е хит. Као треба буквално ова лето можеби, ќе кажам, не знам дали било, претпоставувам можеби и најризично и најона експериментално за тебе, каде што онака пушташ нешто и не си сигурен дали ќе биде или не.
Така беше првите пати. Ја бев сигурен во дел од песните кои ги пуштав и дел од песните продолжив да ги пуштам и без разлика на тоа што да речеме првите викенди не будеа толку добра фидбек од публиката. Со текот на времето луѓето ги дознаа или се навикнаа или ги засакаат тие песни, но да се вратам на твоето прашање, многу е тешко да кажеш што е хит, посебно во време кога 5 или 6 месеци се немаме видено со луѓето и секој си слуша музика на YouTube, на Spotify, си споделува музика со твоите другари, секој си живееше во некој свој мал бабл. Кога се отвори баблот, се покажа дека музиката која луѓето сакаат да ја слушнат е малце постара музика. Што е разбирливо, за мене лично јас ја пуштав таа музика која нормално пуштаме музика за луѓето, за публиката да си помине добро. Ја пуштав таа музика, а во поглед на новата музика се држав до песните кои бев сигурен дека морам да ги имам во мојот сет. Да, мислам дека има неколку песни онака, не неколку, значи повеќе се на број каде што се неприкосновани, мора да се пуштат, се знае кои се тие онака песни кои што и на еден начин ја репрезентираат оваа декада, но знаеш што е многу интересно, на пример, ја ко фан кој што би сакал да идам и да искусам една таква журка, и тоа се случи на пример и во Кочани кога бевме заедно, дека имаше некои песни онака што дури бев изненаден од каква реакција изнуди од луѓето кои што беа присутни таму, и многу ми се свиѓаше тој момент. Ми збориш за нови песни или постари песни? Посебно за UK ствари, брат. Тоа сакав да кажам, значи UK сцената летово, како и претходно, не само летово, последниве години е најсвежа, најактуелна и ми се допаѓа дека стига до македонската публика. Посебно до помладата, но мора да се дае big up сите луѓе кои беа на настаните на Шршац, посебно на Шейк настаните. Дрил помина супер, и ако пуштавме кратки сечиња по 5-6 песни, али дрилот, Central C, ремиксот на Бади е огромен вирален хит и TikTok хит и секаков хит, но ја знаат и луѓето, на Скопје Шейк пуштив и нешто од новиот албум на Дейв, за кој ќе зборуваме во некое следно видео. Да. Така да, многу сум среќен дека луѓето кои дојдоа на настаните на Шршац беа запознаени колку толку со UK музиката, со дрил сцената и имавме можност да пуштиме, ако ништо друго, по 5, 6, 10 песни, што воопшто не е малце. Апсолутно, ја мислам дека тоа е и одлична бројка за сцена која што колку и ние да ја покривавме, колку и да ја преслушувавме на Пандемониум, онака секад ја имавме со резерва, бидејќи не знаевме колку резонира таа со луѓето. И ми е онака од изненаден сум позитивно и мило ми е дека е така, бидејќи на пример и знам дека се поише и поише ти гравитираш кон тоа, бидејќи таму онака поише се пронаоѓаш и мило ми е дека луѓе конечно го прифаќаат тоа. И не зборам само за дрил, зборам за и други правци. И така да и тука ќе се наврзаме со муабетот. Сакам да те прашам на пример што слушаше ти летово? Сакам да ми кажеш и од аспект на од диџејски аспект што сакаш да пуштиш, но и онака за дома, за лейтбек, како се чувствуваш, што беше во ротација? Морам да ти кажам дека престанав да ја пратам, скоро целосно престанав да ја пратам американската сцена на синглови. Веќе не отварав Rap Caviar, плейлистата New Joints, која што ја пратев често дека ја водевме емисијата секој понеделник. Не ме интересира бидејќи не е свежа и не нуди ништо интересно. Големите албуми што излегоа, дел од нив ги преслушав, дел од нив не целосно, зависи кој од артистите ми се допаѓа, кој не, но бев задржан на англиската сцена, значи UK хип-хоп, во кој спаѓа и дрилот, и се разбира афробит сцената која ја слушам више полого време, ја пратам, искомбинирана сцена од Англија, Америка, и се разбира Нигерија и цела Африка. Летово се појави, односно не се појави летово, се појави пред некој лето, али летово многу стана популарен во светот, станува се уште еден нов правец кој се вика Амапиано, доаѓа од Јужна Африка, звучи многу свежо, звучи на комбинација на афробит со deep house, нешто како Black Coffee, али има и моменти на Burna Boy, на Wizkid, бидејќи има артисти кои рапуваат и пеат врз него. Звучи многу свежо, за жал го немам нигде пуштено, знам дека и DJ Нести го слуша. Би сакал некаде да го пуштам, но тоа е малку поспецифичен правец кој искрено воопшто не припаѓа во сите жанрови и поджанрови кои Айди Скреч би можел или би сакал да ги пушти во својот сет. Сепак се работи кој што кажа за некоја фузија со електронска музика. Повеќе влече нека електронска музика и начинот на пуштање е повеќе на таа страна, јако влече корени. Знаејќи ги артистите онака како Шанел, Треко, Голдлинк, мислам дека и ќе се најде некоја сродна врска со таа музика. Што слушаше ти летово? Како ти помина тебе летото и лично и каква музика слушаш? Не знам од каде да почнам. Еве ќе збориме за музика прво. Искрено морам да признаам од како прекинавме со снимање активно онака понеделник за понеделник.
малце стагнирав од повеќе аспекти, бидејќи знаеш како, имам се преслушано што искочи и што сакав да слушнам. Тоа дефинитивно нова музика се слуша секогаш, но стагнирав од аспект на дознавање на нови артисти, онака, знаеш како си се повлеков во некоја моја комфорт зона, кај што знаеш што сакам да слушнам, знаев конкретно што сакам да си пуштам, си продолжив да си курирам плейлисти, си продолжив да си наоѓам и стари песни онака кои што биле заборавени, некои нови откриени, ама не е, например, и сигурен сум дека на крај на година Spotify онака ќе ме потсети дека имам преслушано многу помалце нови артисти него лани. Но среќен сум со тоа што го слушам, бидејќи знам точно во било кој момент да си погодам онака. И затоа стагнирам од еден аспект, но од друг аспект се тоа што го преслушувам му наоѓам некоја ново значење на еден начин и тоа ме радува. Но кој што реков, и ќе ги збориме тие албуми бидејќи сакавме да збориме, се тоа што е ново, се тоа што беше актуелно и се тоа мене што ми беше интересно, све е преслушано, све е анализирано онака, за се има мислење што да кажам и мислам дека тоа е онака врвот, бидејќи има албуми кои што се уште ги слушам, се уште се во ротација, кои што искочија летото, некои повеќе, некои помалце, некои дури само биле one listen и сум ги заборил. Тоа ќе збориме малце понатака во некое следно видео, но на крајот на денот има некој баланс помеѓу стагнација и тоа што слушање на нова музика, но overall сум задоволен. 3 месеци цело време со музика, бидејќи работев доста, работев на некои други проекти. Музиката беше присутна ни сите тие 3 месеци, ама мислам дека кога ќе се вратиме со Пандамониум, онака ќе си дам пак уште еден пуш за нова музика, малце повеќе да експериментирам со неа, да дознавам некои нови артисти. И знам дека и нашата комуникација не беше толку, знаеш, прекинавме да го правиме тоа, кај што чатот цело време врвеше со слушни го и кажи ми што мислиш за ова. Ама тоа ќе се врати, кога ќе се врати и динамиката, кога ќе почнеме и да го тераме пак радиото, емисијата, нови видеа, и мислам дека тоа само ќе се врати со себе. Баш и тоа сакавме да го направиме ова, Апсолутно. Да се собереме конечно, да се видиме како луѓе, да снимиме видео, да правиме некоја содржина. Дефинитивно. Има многу за зборење, ќе снимиме повеќе видеа. Излегоа Donda, излезе CLB, излегоа други албуми кои за нас двајца се подобри од тие два. Ќе зборуваме за тоа многу повеќе. Што за тебе беше најголема дешавка од хип-хоп сцената, освен овие албуми лето или втората половина на летото? Имаше доста, брат. Има многу интересни. Можда не е лето. Еве сега ќе го напоменам. Heaven ZP. Трагата што ја извади J. Cole, брат. Тоа е најдоброто нешто што го добивме онака годинава као оферинг, настрана The Off Season, настрана Donda, па дури и поише од Donda и CLB. Hot take, знам, извинете ме, но тоа е тоа. И мислам дека J. Cole тоа што го направи годинава, посебно не зборам за Off Season, брат, зборам за Heaven ZP, за една обична ремикс песна на Изметал на Дрейк. Апсолутно. Неверојатно добра, ме исполни многу онака, баш зборевме, се навративме и многу ми е мило дека направивме таков муабет кој што направивме, дека J. Cole од секад бил тој кој што стварно имал онака субстанца и многу бил искрен на неговата музика и дека некогаш можеш да најдеш и мислам дека тоа ми е хайлайт. Но нормално и самите онака CLB, Donda, Baby Kim, многу албуми има кои што во многу краток период, сега пред неколку недели. Да. Во септември све се деси наеднаш некако ептен доеко бура и знаеш се тркаш со време да ги преслушаш, но и не е само да ги преслушаш, сакаш да им даеш онака внимание, стварно да ги сватиш за тоа што се за да можеш и да даеш и не дека сме присилени, туку мене тоа ми е онака комисија кога ќе слушнам нешто, да му дам најдобро што можам, да го опишам онака со мои зборови и да го резонирам на мој начин. Така да мислам дека малце сме притиснати од тоа дека стварно се дое наеднаш, онака дури искочи Donda, се појави CLB, па се појави еве конкретно сега последно се појави The Melodic Blue на Baby Kim, албум кој што за мене онака беше долго очекуван, едва и чекав да го слушнам. Така да мислам се дешаваше, но и летото беше полно бидејќи има многу артисти и баш ги зборевме артисти од кои што очекуваме да извадат нов албум. Така да мислам дека тоа е најболе да го оставиме онака за следно видео каде што ќе направиме една дисекција на цело лето што се случуваше, но морам да ги напоменам и знам дека ти збореше тоа и ти сигурно имаш поише да кажеш бидејќи ја не сум толку загреан за таа тема, ама Versus настаните се една феноменална работа, онака монументална според мене, иако ја не им давам доволно значење и сум in the wrong for that one.
Брат, Versus како концепт што кога се појавил карантинот ми беше врв. Голем дел од артистите со кои сум израснал или чија музика ја слушам, ја сакам, бетлува помеѓу себе лайв на Инстаграм. Субисти Timberland се позади тој проект. Ако го немате гледано Versus, може ќе ставиме линк во description. Ова лето сега се десија последниот месец, последните два Versusa беа врвот на се што си има случено до сега. Апсолутно. Во Madison Square Garden, во една помала сала, не во главната. Прво настапува The Lox наспроти Dipset. Кој не знае, тоа е 2000-ти Нью Йорк. Не знам луѓе колку ги знаат The Lox, ама за тие што не знаат ги уверувам онака да се навратат, посебно ако го слушаат оној малце по стрит, по андерграунд хип-хоп, бидејќи колку и знаеш како, ако влечеме паралели, Cameron, Jules Santana и Jim Jones се искрено и малце поразлични, бидејќи Styles P и Jadakiss тоа што го правеле во тоа време било ептено онака по рагет, по стварно е она поулично било. Ја немали истата естетика, но биле во исто време онака и стварно се rivals кои што заслужуваат онака да бидат side by side стаени, да се види кој што. И не знам, еве кажи ми ти. Ама и тоа се покажа на самиот Versus. Апсолутно. Иако јас сум голем фан на Dipset уште од времето. Да. Cameron, Jules Santana, Jim Jones го слушаш ти во 2021 го слушаш човекот, значи, али најслушан артист за 2021 брат. Најслушан артист за 2021. Шараут Кепо, Jim Jones е феноменален. Али на Versusот овие улични рапери дојдени во шорцеви и маички, фокусирани, знаеа што прават, ги згазија. Овие тројца беа незаинтересирани. Апсолутно. Значи Dipset незаинтересирани, многу млако, многу неуиграно. The Lox за жал ги згази Dipset. Апсолутно. И покажа само колку легендите на хип-хопот, тие што се задржат до крафтот и до културата, може да опстанат долгорочно. Jadakiss топ 5 рапери од Нью Йорк воопшто, брат. Тоа за мене оверстейтмент, али си го заслужи тоа со овој Versus. Да, ја ќе ти кажам, има причина зашто тоа и не е само заради The Lox, има многу работи, ама легендарни се у поглед на све тоа што имаат направено. Многу добро деливери, многу добра енергија имаше целиот настап, брат. Тоа мислам и дека не е толку за младите, буквално е има една носталгија спрема него. Дури и не ни можеме и ние во целост да ја искусиме. Точно. Бидејќи не сме биле толку внесени во времето кога се случувало сето тоа. Ама брат, го препорачувам на сите млади артисти, диџеи, учесници на сцената да го гледаат тоа. Се гледа колку значи кога една група или еден артист е спремен на бината. Колку значи кога настапува врз инструментали, а не врз цели песни. Колку тоа прави разлика во тоа како звучи и како изгледа тоа на публиката или на видео на лайв стримот што го гледаат луѓе од цел свет. Значи не мора ни една песна да знаеш, ама самото стоење на сцената, односот колку се уиграни со диџејот која улога има, може да има во еден настап. Колку значи да бидеш спремен да си ги знаеш текстовите, да имаш добра спремна трак листа. Значи The Lox беа спремни се што пуштија Dipset, они беа спремни со одговор. Sound Clash доаѓа од реге културата, од американската култура, али тоа е култура која онака и трансцендентира. И да. Посебен мајндсет е тоа за ти да бидеш добар Sound Clasher и добар настапувач. Така да тоа се покажа The Lox настап за пример, го препорачувам на сите, го препорачав на моите добри другари кои се артисти, кои се рапери и јако можеби не знаат ни една песна, може многу да се научи од тој настап. Да, и никогаш не е касно. Jadakiss се уште твори, Jim Jones го извади за мене еден од најдобрите албуми онака од 2021. Така да мислам дека имаат материјал се уште, можеби не сите, но дел од нив има кои што се уште активни и вадат квалитетен материјал. Да збориме за следната, исто легендарен бетл. Се вратив од Хавана, беше нека 4,5. Се пуштам на Инстаграм, гледам дека има лайв Versus Fat Joe versus Ja Rule. Joey Crack. Верувам дека ги знаете добро тие артисти. Тие се артисти малце временски, можеби слично со претходните што исполнувавме, но малце и поблиски до нас. Имаме растено со музиката на Fat Joe, имате ни во Македонија и настапено во Скопје. Верувам дека многу од луѓето ги знаат бар неколку песни на Ja Rule или неколку негови гостувања. Интересен бетл. Го изгледав цел утре дента, бидејќи него фатив, имаше добри гостувања, се појавија Шанти, се појави Нели на крајот, Реми Ма се појави со Fat Joe, настапува All the Way Up. За културата голем настан. Ja Rule успеа да се покаже добро, иако имаше неколку порази последниве десетина години со Fire Festival и со бифот со 50 Cent и така натаму и така натаму. И тоа беше многу јак момент дека иако знаеш како тие се rivals,
Но онака Фет Джо искочи и кажа дека ќе го донесе 50 Cent на сцена. Буквално онака тоа е, знаеш како се чепкаат брат, ама на таков начин кај што онака знаат дека се уште добри меѓу себе и зборат онака и го има почитувањето. И мене тоа ми фали на пример во овие генерации кај што и ете ќе се навратам на моментот бидејќи искочи видео од Дрейк и од J Cole. Тоа е легендарен момент, редок момент за културава денес. И мислам дека тоа е многу битно, онака да се има mutual respect за се тоа што се прави, без разлика на страна музика, какво и да е ривалството таму, мора да се има онака поштување. И тоа мислам дека постарите генерации многу подобро го знаат него ли сега и тоа се гледа на тој Versus. Тоа беше се за нашето прво видео. Се надеваме дека ви се допадна. Пишете ни коментар што мислите вие за овие теми. Следуваат нови видеа, ќе збориме за Donda, ќе збориме за Certified Lover Boy, ќе збориме за нови проекти кои излегоа на американската и англиската сцена, ќе збориме за македонската сцена која беше многу активна последниве неколку месеци. Останете со нас, ова е Pandemonium Radio, Iris Scratch, Activity, се гледаме.